Почитувани гледачи, моментално се наоѓаме во домот на семејството Димкови, поточно господја Марија и Стојан Димков, а нашето гостување се должи по повод утрешниот празник Свети Никола, кој што е и патрон на општина Штип, а воедно тие имаат и куќна слава. Во продолжение, проследете го нашиот разговор, ќе разговараме за тоа како на времето се славело овој празник, што тие приготвуваат, какви гости доаѓаат, дали им доаѓаат многу гости и така натаму. Еве, господине Димков, од вас ќе започнеме. Како вие одбравте Свети Никола да биде ваша куќна слава? Вие во семејството немате именден, поточно немате член на во семејството кој што се вика Никола. Како одбравте баш токму овој светец да биде ваш куќен заштитник? Пред се добро дојдовте во нашата куќа, на Стојан и Марија Димкови. Сме крајно благодарни за овој ден кој се слави од денеска и понатаму. Световарува и Свети Никола. Да ви кажам искрено, ние уште во нашиот крај, во Еѓејска Македонија, моите родители, татко ми и мајка ми, си има куќна слава Свети Никола, во селото Пажарско, Еѓејска Македонија. Непречено таму се го праве овој празник. По доаѓањето ми во Македонија, кој што сме тука, продолжуваше традицијата на татко ми, кога беше татко ми жив. Татко беше водач на фамилијата и се славеше Свети Никола, кој бевме сите членови на фамилијата, браќа, снаи, внуци, парапнуци, фамилиите. Таа вечер беше со голема почит за прославувањето Свети Никола. Свети Никола е еден меѓу сите светци и празници, еден од поголемите светии што ги викаме ние, и дава едно големо здравје на луѓето каде што одат. Свети Никола е познат по многу, кој дава и за болните да бидат здрави, и за сите тие што има такви причини во својот живот. Свети Никола е од големо значење и за морепловците. Една прилика, јас имам мој братовчет кој беше морепловец. Пред многу години бродовите застанувале на овој ден на Свети Никола, за да дадат почит на светоцот Свети Никола. И затоа вие го славите овој празник уште кога сте биле ерген, така да кажем. Па ерген и дете, јас бев 7 години дете во Еѓејска Македонија, и то малку памтам, многу малку, 7 години дете малку памтам, али најпоќе го памтам во населбата Балканска, тога беше наречена свиногојство. Од 51 година навамо ние сме тука жители на овој град Штип и оваа населба. А може ли да направите една споредба како се славило тогаш, како се слави денес? Дали нешто е запоставено? Најважно што не е запоставено, се одбележува денот Свети Никола. Во старо време ги немало овие јадење, пиење, тога се одбележувало со едно скромно нешто. Се прави да се направи чест на светецот Свети Никола, што имало тоа да се одбележи со постно јадење, дали сарма, дали зелка, дали посем графи или компири, тоа било одбележување, и со пиење било нормално, како има раќе или вино. Тоа било, али било честа напаѓа се спомне и да додат гости од повеќе комшии или од село да честитат за светецот Свети Никола. Еве сега ќе ја прашаме и господја Марија, таа како домаќинка, што спремите вие на трапезата за овој празник? Освен нели знаеме дека се приготвува постна храна, сарми, така натаму, но што е она што се двои на вашата трапеза? Мислам дека нема многу двоење во софрата, во постната софра. Секогаш е присутен гравот, тавче гравче. И сега мислам дека во нашето место во Еѓејска Македонија не се правеле сарми, ама имало други некои јадења, обично постни, а риба. Секако дека има риба и овошје, вино и ракија, и тоа и туршија. Туршија од пиперки и патлиџани и зелка. Пред да започнеме со емисијата, вие напоменавте за ова... за сирките. Така. Ке може ли подетално да ни објасните за какво растение обиче? Сирките растат по нашето место, кај што сме родени ние од село Пожарско. Тоа е дрво, дали е донесено од некаде? Како е, ние знаеме дека расте у нашето место, сирката. Сирката е овошје што стои преку цела година. Од кој ќе почне да паѓа? Од септември, октомври до идната година. Тоа нема
не се расипува. Ореви има во нашето село многу, има и костени. И така да софрите биле секојаш богати со ореви и костени и сирки. А сирките дури имат некое значење кога се оде по невеста. Се нижат како гердан и се стават на бајрако. Носеле бајрак кој ќе одат по невестата, тоа го викат знамето бајрак. И се нижеле од сирките и пуканки. И ќе направат гердан од тоа за да одат по невеста. Значи имат и такво значење тие сирките. А иначе многу фино овошје и многу здраво е за јадење. Иначе тоа е традицијата наша, а најмногу се пееше на софрите. Тоа беше песната присутна не само на Свети Никола, на секакви манифестации, Средби. на дечиња кои се крстат, на крштевки, на свадби и на слави. Кај нас многу се пеело. И да ви кажем еден пример, како што ми кажуваше баба ми. Тогаш на старо време биле софри, оние округли. И по крајот имало, послано тука ќелими, а по крајот имало перници. И гостите си седат по крајот. И сега, од едната страна има една група луѓе што седат, од другата страна друга група луѓе. И кога ќе почнат песната, ќе почнат тие од таа страна да пеат, ќе завршат еден стих, тие ќе престанат, па другите ќе почнат од таа страна и тие истото ќе го повторат. И како да се надпреваруваат кој поубаво ќе каже песната и тоа за да трае подолго, за да биде поинтересно. И тогаш не се зборуваше кој ќе одиш некаде на гости да шопотат едни на оваа страна, едни на таа страна. Него се пее тука за сите е софрата. Заедничка софра и само со песна. А еве да, например, дали сега има такви средби и дружби? Еве вие двајцата, дали сте дел од некои такви манифестации каде што се дружите, каде што пеете, или сепак тоа веќе е заборавено? Кај нас се уште не е заборавено. Ние се уште се трудиме да го одржиме на традиционалното. Сакаме да остани за секогаш. Ама како што гледам кај младите веќе изумира тоа, знаеш. Неќе да пеат, се страмат младите да пеат. А ние у нашата куќа уште се одржуваат тие работи. Да. Така. Да. Еве, например, вашите деца, вашите внуци, нели се интересираат за тоа да го задржат кој што вие сте го правеле во ваши млади години? Или сепак? Па јас мислам дека додека сме ние живи, нас не слушат што ќе кажеме ние, а после можеби ќе продолжат. Како што гледам, Трајче се интересира да ја продолжи лозата. Трајче доста го интересира за тие работи, сака да си тера по вистинскиот пат, по на дедо му. Еве, господине Димков, вие што друго ќе ни кажете за поминатото, за овај празник, за вашата куќна слава? Дали сега ви доаѓаат голем број на гости? Дали уште ја славите како порано? Секако гостите во нашата фамилија, во Димковите и во Јеској дел и тука идат. Непрестанато идат. Дали се 5, 10 или 20, ние сме секој пат почестени со наши гости. Не само од делот на Египет Македонија, него од делот на Штип, веќе ние се сметаме како штипјани. Ја може да кажам еден збор, јас сум постар штипанец некој кој други се прават штипјани. И затоа овој ден е голем ден, нас не посетуваат многу луѓе и ние ги цениме и не ценат. И јас забравив да кажам дека да го честитам празникот на тие Никола, Коле, кои се денеска мој денот, да се вечни, живи и здрави, да Господ здравје, берекет и късмет во фамилиите. Овој ден стварно може да кажам е голем ден за православните христијани во Македонија и во други земји кои се прославени на светот. Тоа е големо значење и додека постои овој свет, ќе се одбележува Пресвети Никола. И сум благодарен на нашите свештеници во Македонија, кои прават напори да ја повратат религијата во нашата православна земја Македонија, да ги учат младите да одат во цркви, во манастири и да се ја чуваат верата, оти верата е најскапо нешто. Верата
не може да има. Тоа верата е дадена од Господ, да си бидеш вера христијанска, да се оде на црква, манастири, да се пречестуваат, да и прават Да не чекаат само на празник да посетат црковен храм, туку треба да се оди секојдневно за да нели. Да, Точно така е нашата црква Свети Никола во Штип. Сега си името на овој ден. Да си има голема литургија од нашата владика, почитуваниот Иларион и сите кои се свештеници во Штип, тоа да биде еден, мислам дека сега, дали утре ќе биде, кога масовно се собират од црквата и се оде во плаштадот и има еден голем настан, тоа значи дека ние нема никога да го забравиме нашето православно кој што го имаме од Бога дадено. Еве, Господја Марија, напоменавте дека вие сте пееле на многу настани, манифестации, дека имате и своја песна. Да. Ке може ли Токму нешто за овој ден. Так. Сакате да ви запеам или да ви ја изрецитирам песната? Наше задоволство е ќе биде ако запеете сега, ќе оставим на вас како. Јас ќе ви ја дадам и на CD-то, ама ќе ви ја кажам и онак. Таа песна секогаш се пееше на сите слави на Свети Никола, токму на денот на Свети Никола. Песната гласи вака. Сонувале леле три мили сестри, Сава и Варвара, света недела. Сава и Варвара, света недела. Они му кажуват на нејно мило братче, нејно мило братче, стар Свети Никола. Нејно мило братче, стар Свети Никола. Едно ми дрво леле 70 гранки, највишната гранка сребрено кршче. Највишната гранка сребрено кршче. 70 гранки, леле, 70 вери, сребрено кршче, нашата вера. Сребрено кршче, нашата вера. Прекрасно. Ало, Вер, уште ме држи глас на вистина прекрасно. Благодарам, ако така мислите. Ме остави без зборови на вистина. И за жал ова песна одамна е снимена на CD-то, ама никако не ја пуштат за никоја слава. Толку ми е криво. Прекрасно приказно има во таа песна. Да. Многу има. И другата песна што ја пее, што ги памтам, што директно се пее на тие слави. Таа другата песна се пееше на повеќе слави, а ова е веќе специјално за Свети Никола. Таа е Ке ми јадете гости, тие се изворни песни. Оваа песна што ја пеам, оваа песна што ви ја кажав, ми ја кажа баба ми на мајка ми мајка. Кога јас сакав да почнам да снимам, кога решив да снимам во Радио Скопје, и почнав многу активно да барам од постарите, беа уште живи моите баби. Тогаш мајка ми, татко, тие моите предцишове, и ова ми ја кажа на мајка ми мајка. Оваа песна, а другата пак ќе пеат на сите слави. Ем јадете госте, ем пиете, ем на ума се имајте да ви дојде сам Саманда, сам Бекрија. А Саманда се спомнува и во книгата на овај Донски. Дека прв жител во Ново село бил Саманда. А Саманда бил од нашиот крај. Некој како се рачунал како разбойник. Не го сакале. Или како не разбойник, туку не знам како да го опишам, на коњо, се со коњо, некаде оде. Како борец, како... Не знам како да го кажам тоа, да се изразам. И дали бил протеран од нашиот крај, дошол тука во Штипско Ново село и си направил некој колиба. И после пишува Донски дека тука, кога надошла брегалница, некоја жена со дете била заробена во реката, тој се врзал за едно дрво
Со едно орто ме рипна во водата и ја спасил жената. И така останала легендата за сам Саманда. Таа песна се пее од кај нас, од Воденскиот крај. Ете, тие две песни, има и многу песни други, ама тие беа како главно први. На сите. Ако имате уште нешто да ни кажете што сакате да го слушнат нашите гледачи, да го споделите? Ја, така ќе кажам, ги поздравам сите гледачи на ваша телевизија, да дадат големо внимание на Бога, на верата. Оти еден е Господ, една е нашата вера православна. Да ги почитуваат законите, сите православни закони, да присуствуваат на Великден, на Божик, на Свети Никола, на сите православни на Богородица. Тоа е едно свето нешто кој ние се гордееме со тоа име свето кој се слават во наша Македонија. Затоа младите препорачуваме да си ја чуваат верата, дојдат во црквите, да се запали една свеќа за здравје и за биритет на фамилијата. Така. И јас ви благодарам многу што не примивте во вашиот дом. Ќе ве оставам сега да спремите за утрешната слава, така, да имате полна куќа гости, среќа, берекет и се најубаво. Благодариме, Ане. Да сте живи и здрави со Господ. Поздрав на сите гледачи на вашата телевизија. Кој ќе гледа, сите се поздравени, посебно вашата телевизија. Сите соработници таму што сте. Се нешто да пробате од нашето. Бидете здрави и живи. Така. И сакав да ви кажам дека кога се прави куќна слава, обично се канат гости колку што имате простор во куќата. Сега почна да прават во кафана. Тоа не е. Ама не го добро. Во кафана верски празник не може. Така. Тоа да му е јасно на сите. Тоа да му е јасно на сите. Од друга страна, за секоја слава се месе лепче и се крева, тоа се вика литургија. Што е задолжително да се оде в црква и да ја спее попот, па да се подели на домашните и на гостите што ќе дојдат. Тоа е главното. Без литургија куќна слава не може во нашата религија. Значи не е важно што ќе ставиш на масата, значи поважна да се посети црква, да се... Уште едно што најважно што рече Марија, кога се оде во црква со богаче. Одиш во црква, сите редови ги правиш. Доликува да си дојдеш право дома, на домашните да дадеш од тоа што е, тоа погача, а не да одиш по други куќи на честител. Тоа е за здравје, тоа е за куќата, така кажам. Почитувани гледачи, еве ова беа Марија и Стојан Димкови кои што ги отворија вратата за нашата екипа на Канал Плюс телевизија. Јас ви го честитам утрешниот празник Свети Никола и да го славите уште многу години.